Американскиот Стејт департмент вчера изрази загриженост за зголемената политичка напнатост во Македонија по изборите од 11 декември. Ја осудуваме подпалувачката реторика од некои политички лидери напаѓајќи ги демократските институции и амбасадорите акредитирани во Македонија. Ги повикуваме политичките лидери да престанат со нападите, да ги почитуваат демократските процеси и да дозволат формирање на кредибилна и стабилна влада која ќе биде одговорна и ќе ги почитува владењето на правото и фундаменталните слободи, изјави портпаролот на Стејт департментот Џон Кирби на пресконференција во Вашингтон. По трет пат е одложено судското рочиште против кандидатот за пратеник на СДСМ Павле Богоевски. Причина за одложувањето е отсуството на неговиот адвокат Сашо Дуковски од лични причини. Денеска на покана на судот за прв пат се појави представник од Државното правобранителство, а втор пат и представник од Министерството за култура кој треба да се произнесе за настанатата штета. Богоевски се товари за нанесување штета на фасадата на Министерството за култура за време на протестите од шарената револуција. Судскиот процес против Богоевски ќе продолжи на 30 јануари следната година. Најмалку 31 лице загина, а 70 се повредени во серијата експлозии кои одекнаа на еден од најпознатите мексикански пазари за пиротехника во северното предградие на Мексико Сити, јавува CNN. Локалните власти нагласуваат дека меѓу повредените има и деца со изгореници кои зафатиле повеќе од 90% од телото. Во експлозиите се уништени повеќе од 80 станови како и куќи во околината. Мексиканските медиуми јавуваат дека за време на експлозиите на пазарот се наоѓале 300 тони огномет.